Што ќе се случи доколку половина килограм метанитазен дојде во Македонија? Ако добро се распредели, Македонија ќе биде територија без жители. И уште една работа да додадам, дека за жал се повеќе и повеќе се реферираат случаи каде што изонитазенот конкретно се става дури во психоактивни супстанции како екстази, така што би апелирал на екстремна исплашеност кај населението што ги користи ова, посебно на технозабавите, бидејќи никогаш точно не знаете таа таблета што содржи во себе. Изненаден ли сте што на огласници, на платформи за мали огласи, може да се пронајде директен контакт до кинески дилер? Јас апсолутно не сум изненаден со оглед дека веќе 4-5 години токму и тоа на сите симпозиуми и конгреси каде што одам и при едукација на студенти кажувам дека веќе класичниот начин на дилање на наркотични супстанции е комплетно изменет. Пред некоја 2,5 години дури имаше и на Play Store апликација преку која што можеше легално да си влезеш, да нарачаш и да стигне секако дека се користат различни имиња. Конкретно тоаш беше така натаму, кои што ги поминуваат овие законски бариери и се нарачува. Да е уште поголема трагедијата, ние толку сме назад, секогаш се некако дилериве чекор 2 па и 3 чекори пред нас, така што секогаш успеваат да ги пројдат сите царински бариери без никакви пречки. Колку се опасни нитазените и сите нивни подвидови, метанитазен и другите што ги гледаме на огласници? Се работи за екстремно потентни синтетски опиоиди. Доволно е да споменеме само дека сите овие 3 главни представника од оваа група се некаде 100 до 1000 пати попотентни од морфиумот. Што значи тоа? Во последниве неколку години стана, посебно во Америка, познат фентанилот. Меѓутоа изотиназенот, например, е дури многу попотентен од фентанилот. Тоа значи дека ако со 1 до 2 грама хероин постигнуваме некое чувство на опуштеност и така натаму, овде се доволни 0,1 до 1 милиграм. Значи се работи за некаде 1000 пати попотентни отрови. Морам да напоменам дека во суштина нитазените не се некој нов производ. Тоа е производ кој што е синтетизиран како и многу останати синтетски дроги од страна на фармацевските куќи. Конкретно овде позади стои фармацевската куќа Циба, која што во 50-тите години од минатиот век експериментираше со нов моќен аналгетик. Кога се покажаа неговите несакани ефекти пред се депресија на центарот на дишење и екстремно брзо создавање на зависност, беше забранет за употреба, така што постепено по веќе добро познати канали стигна до кинескиот пазар, од каде што преку еден куп тајни лаборатории Европа е преплавена во последниве години. Дали нитазенот на Циба некогаш е одобрен од фармацевската индустрија? Не. Всушност сите ние кои што работиме малку во оваа област знаеме дека од некаде 100 до 150 формулации со кои што се експериментира, максимум 1 до 2 добиваат одобрение. Сите останати во кои што се фрлаат огромни пари, за жал пропаѓаат. Тоа е една од причината зошто лековите се скапи, бидејќи нова формулација секогаш бара големи инвестиции. Тие лекови кои што ќе покажат многу несакани дејства, посебно од оваа група на аналгетици и психоактивни супстанции, многу често по некои чудни канали завршуваат на црниот пазар. Што ќе се случи доколку половина килограм метанитазен дојде во Македонија? Ако добро се распредели, Македонија ќе биде територија без жители, после со оглед дека се работи за навистина екстремно потентен морфиумски препарат, синтетски морфиумски препарат. Тој всушност и многу ретко се користи самостојно, секогаш се меша фактички во комбинации. И кога се меша со хероин, за да се потенцира неговото дејство,
условно речено до некаде е добро, бидејќи тој што ќе го купи крајниот консумент знае за што се работи. За жал, многу често се ставаат траги од овој, јас отров ќе го кажам, без оглед што кој служи за уживање, се ставаат во различни таблети. Веќе се појавија на пазарот таблети Xanax, кој што е нели Хелекс, кој што може и онлайн да се нарача, каде што се детектирани траги од изонитазен конкретно. И проблемот е вие нарачувате една работа, на крајот консумирате нешто, после што може и да западнете во кома и да умрете. Посебно ако се работи за некој кој што претходно не користел овакви средства. И уште една работа да додадам, дека за жал се повеќе и повеќе се реферираат случаи каде што изонитазенот конкретно се става дури во психоактивни супстанции како екстази, така што би апелирал на екстремна исплашеност кај населението што ги користи ова, посебно на технозабавите, бидејќи никогаш точно не знаете таа таблета што содржи во себе. Кои се симптомите што нитазените ги предизвикуваат, ги нарекуваат и Франкенштајн дрога, зошто? И дали постои апарат и начин на кој што можат во Македонија да се детектираат? Симптомите се фактички исти како и при предозирање со хероин, значи депресија на центарот за дишење, губиток на свест, изразито тесни зеници, цијаноза, односно посинување на целиот организам, и ако навремено не се реагира и не се даде антидот, настапува смрт на крај поради таа депресија на центарот за дишење. Тоа што е карактеристично дека ако ние кај класичниве хероински зависници со 1 до 2 ампули успеваме да направиме будење на пациентиве, овде секако дека ќе треба 20 па 30, може и повеќе ампули да се употребат, имајќи во предвид со каков дефицит ни е државата комплетно со целокупната антидотска терапија, за жал и со налоксонот. Само да се надеваме дека овој бран некако ќе не одмине, бидејќи навистина последиците може да бидат трагични. Во однос на вториот дел од прашањето, се работи за хемиска формулација која што делува на истите рецептори каде што делува хероинот и морфинот, меѓутоа сосема хемиски различна. И тоа ни го отежнува детектирањето. Во сите ургентни центри, па и кај нас кога ќе дојде ваков зависник, ние секогаш се базираме на искуството што го имаме и на брзите тестови. За жал, брзи тестови за нитазените нема. Сите овие останати ќе ни бидат негативни, така што ние нема ни да го детектираме на време. Постои начин да се детектира, тоа е со помош на гасен и течен хроматографски методи. Тие се навистина скапи. Секоја ново синтетизирана дрога, со оглед дека гасномасните хроматографи работат со одредени пикови, за да може тој пик да се прочита, треба да се плати базата од каде што е претходно синтетизиран, тоа е некаде $1,000–1,500 најчесто по одредена дрога. Не знам во моментов дали судска медицина има евентуално можност да детектира нитазени. Кај нас на клиникава не. Ние имавме неколку интересни случаи пред се врзани со капедомидризово, каде што користевме огромни дози на антидот за да постигнеме будење на пациентиве. Тврдеа дека се работи метадон, меѓутоа по клиничките знаци, по количеството на потрошен антидот, се сомневав искрено дека или фентанил или некоја од оваа група на нитазени, меѓутоа реално не докажав.